Ова противпожарно возило не влеваше многу надеж дека пожарите во земјава за кратко време ќе се стават под контрола. Камион ФАП, стар повеќе од половина век, стана сензација на интернет, но и показател во каква состојба се пожарникарните единици. Хектари и хектари шума изгореа. Гореа и имотите на граѓаните. Гореше во Кочани, гореше во Малешевијата, гореше во цела држава, гореше во цел Балкан. Освен ФАПот, има и неколку причини за ваквиот несреќен исход. Во време кога скоро секоја година се купува скап модел и возила за владините институции, просечната старост на противпожарните возила е околу 30 години. Во ситуација на превработеност во администрацијата, земјата се соочува со недостиг на пожарникари. Згорана се, Македонија има 2 авиони кои за жал не се сервисирани веќе 3 години, иако гориво за нив набавувале секоја година. Штетите ќе беа уште поголеми ако немаше помош од европските земји. Екипи странска помош беа упатени кон земјава од Австрија, Словенија, Србија и Романија. Не испратија и воздухоплови, додека Бугарија екипи за гасење на пожар. Но директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вели дека не е толку црно. Не сме ниту ние толку за подценување, па ние секоја година, не само оваа година како држава ги гаснеме пожарите, а проблемите кои што се натрупани со опремата не се повеќе годишни, јас би рекол се повеќе децениски, затоа што одамна не е набавена опрема. Ние некои противпожарни возила се можеби стари по 40-50 години, но ако возилото е исправно и ако може да дојде до некоја запалена куќа во некој град, возилото ја врши својата работа, иако е старо. Нормално дека е подобро да е ново, но и старото возило ќе ни овозможи да фрлиме 5 или 6 тона вода. Проблемот е кога овие возила треба да излезат во шума, на непристапен терен или тешко проводен терен. Таму ни требат специјални возила. Жарко Анастасиевски е помошник директор во Национални шуми. Тој вели дека пустошењето на огнот скапо не чини. Годинава, значи, официјалните податоци за пожари, кои што ги имаме ние и се официјални до 15.8.2021 година и кои што се доставени до сите институции во Република Македонија, се на број 53, при што е зафатена површина од 8553 хектари, при што е изгорена дрвна маса од 433.731 метар кубен и настаната е штета во вредност од 1.799.595.821 денар, а инаку Национални шуми при гасење на овие пожари има потрошена средства во износ од 2.954.867. Анастасиевски истакнува дека во августовските пожари во Беровскиот регион изгоре високо стеблеста борова шума и дел дабова шума, а на територијата низ цела Македонија најмногу изгореле букова и дабова шума. Пожарот кој беше во август, кој што ги зафати подружниците во Берово, Пекчево и Делчево, таму имаме опожарена површина од 4.648 хектари, при што е изгорена дрвна маса од 410.448 метри кубни. Настаната е штета. Значи, најголем дел со штетата во оваа година е таму направена е штета од 1.475.829.527 денари и од страна на Национални шуми за гасење на овие пожари се потрошени 1.374.036 денари. Голем дел од пожарите се подметнуваат, потврдува првиот човек на ЦУК Стојанче Ангелов. Вели дека системот за управување со кризи има недостатоци, но е функционален. Пожарите почнаа 25 и 26 јули со пожарот во Кочани. Неколку дена подоцна проценивме дека не се исполнети условите за прогласување на кризна состојба, бидејќи колкуту и пожарот да изгледаше страшно, сепак се работеше за еден пожар.
Неколку дена подоцна ни се активираше втор пожар во Кочанско, нешто што ни даде индиции да се сомневаме за намерно палење. После тоа имавме очевидци кои што фатија неколку луѓе кои што независно едни од други се обидуваат да подметнат пожар. Еден од нив беше бркан, случајот е документиран од МВР. Министерството за внатрешни работи се вклучи во гасењето на пожарите. Секојдневно на терен беа 500 до 600 припадници на МВР, и тоа главно од единиците за брзо распоредување. Но покрај помошта МВР спроведуваше истраги за тоа како настанале пожарите. Најчеста причина за настанатите пожари е човечкиот фактор. Во координација со обвинителството преземавме соодветни мерки и активности и можам да кажам дека во овој период имаме над 25 лица кои што се приведени во врска со овие дела, а имаме и над 20 лица кои што исто така се повикани во полициска станица, кои што се исто така под сомнение дека учествувале во ова кривично дело, односно предизвикување на општа опасност, подметнување на пожари кои што доведоа нели до овие големи пожари и штети во државата во месец август. Дали целиот товар на справувањето со пожарите треба да падне врз пожарникарите? Австриската екипа всушност беше составена од волонтери. Засега кај нас нема многу развиен систем на вклучување вакви доброволци. Ангело вели дека за тоа сега сериозно се размислува. Ние мораме да работиме на засилување на капацитетите. Тоа значи примање на нов број на пожарникари, но јас би го ставил акцентот врз тие доброволни противпожарни друштва кои што вршат голема работа, затоа што во поголем дел од Европа, па и во светски рамки, најголем дел од пожарникарите не се професионално вработени, туку се доброволци кои што кога ќе имате пожари доаѓат, затоа што пожарите не се толку чести за да ние држеме илјадници пожарникари кои што државата би ги плаќала. Потребно е да имаме обучени луѓе кои што работат било што друго, но во случај на поголем пожар истите се стават на располагање на државата, а за тоа би биле платени и нормално, за да можат тие успешно да гаснат, прво треба да имат добра заштитна опрема, да не гаснат во влечки или во обични гумени чизми кои што представуваат ризик за нив самите, а потоа и останатата опрема која што е потребна